Еве не повторно во студио, минути во кои што ќе ве информираме за второто издание на винскиот фестивал во Охрид, кој што започнува веќе од утре. На линија директна врска правиме и еден видео мост со домакинот на овој вински фестивал, Виктор Крстановски. Добро утро и посакувам среќен почеток и да оди вака со лесно, со песна. Да. Ајде, добро утро на сите. Од пребавиот Охрид во рано сабајле, кое ево после толку време дожд и небо време, ве канам ево, мислам, почна работа со сонце, значи надвор имаме сонце. Одлично. И све е наместено за стартот на почетокот на ова второ издание од Винофесто, што ќе се случува во Охрид. Браво. Честитки за организаторите. Кажи ми, кој стои во организација на овој втор поред вински фестивал во Охрид? Така, организатор се Крафт продукција, кои се добро познати во наша Македонија за организирање на и други различни вакви од ваков вид на фестивали. Исто така и покровител е општината Охрид, што значи таа е на склопка од мислам, се е направено, се е спремно само за овој викенд да дојдат, да сите да дојдат и да уживаат во убава храна, во добро винце и нормално прекрасна музика. Така е, за музиката малку подоцна, прво да ми ја откриеш локацијата, значи термините се 22, 23, 24, така нели? Да. На која локација ќе се одвива? Стартот е во четврток, значи првиот на четврток стартуваме, цел викенд ќе сме пред хотелот Палас, поранешниот хотел Палас, значи на Кеј Македонија, ќе се случуваат работите. Ќе бидете интересно, како што кажав, од времево очекуваме да не поддржите времево и све ќе бидат во најдобро расположение. Не знам дали ме слушаш, вака зборам како во празно, не знам дали ме слушаш, како да се губам нешто или не. Те слушам одлично, те слушам. Знам дека за тебе може би е рано наутро, за нас веќе денот кинисал од многу одамна. Да, јас само што станав пред 7 секунди се извинувам, вака, некако. Ти благодарам што остана токму за да ни ги кажеш сите овие новости, интересни информации поврзани со нешто убаво во нашиот бисер Охрид. Виктор, кај што е виното, таму е и песната, а денеска 21 јуни е светски ден на музиката кој што се слави во многу и се одбележува во многу градови во светот. Кажи ми нешто повеќе, веројатно без музика не може да се случи ваков настан, така? Не, нема шанси. Ова музикава е ствари главната работа за која што јас како домакин на ова издание се нафатив да ја водам овата работа. Бидејќи да слушнеме малце на не е различна музиката, туку да слушнеме малце достание од оваа преисфорсирана музика што се случува низ наша Македонија секој викенд. И сега ќе ни дојде малце како еден од културна страна ќе е многу битен фестивалот, бидејќи е склоп на македонски изведувачи од цела Македонија, дури имат и охриѓани, ги поздравувам Backdoor Band, што ќе свират во Охрид, од Охрид. И музиката ќе биде, како што кажав, разноврсна, ќе настапат групата Баклава, Миле Гузмановски, Дарио, Браз Брадерс, чека да не заборам некој да видам на Лугер, како што кажа, Backdoor Band, Нокаут, едни од позвучите тука. А после тоа, во сабота ќе настапат Александар Јосифовски, ето уште еден со неговиот бенд од Охрид. Охријанец, аха. Фенг Шуи, да. За загревањето ќе ни е Руд Бој од Струга. Само што сакав да те прашам, ми кажа Охриѓани едно чудо без стружани каде и уште сте вака како куче и маче или сте во ред? Тоа нема да прекини куче и маче, секогаш ќе сме како куче и маче, ама ние се сакаме ако преку како Томи Џери па најмногу. Хепи ендот е важен, дека секогаш хепи ендот е добар, така е. Одлично, а кој ќе биде задолжен? Да, мислите дека се викат нашето Охридско езеро затоа.
Да. Едно Ама е нема тоа братски езеро. стужени ќе да е тука. Во секој случај, целиот фестивал е да се постигне кој Во име на добрата. традиционален бонд. Да, во име на добрата дружба и добрата забава. Кажи ми, какви се вина ќе може да се пробуваат, да се дегустираат во текот на овие 3 дена? Ќе имат од секако вид на вина ќе имат. Интересно да се каже за фестивалот, заради тоа што ќе имат македонски вина, ама ќе имат и француски вина. Тоа е интересно да се напомени што во врска со фестивалот, значи ќе има темјаника, траминец, секако вид од сите видови на бренди. Овие стандардни што се шардоне, ризлинг, секако вид на македонска сорта, на смедеревка и други, да не совиньон, бланк, секако. Так, одлично. Значи, Виктор, можем можем на секако вид на винце и добро атмосферче таму. Прекрасно е, имаме прекрасен видик. Влезот слободен, нема ограничувања. Нема ограничувања, прекрасно. Јас колку што ја следев, да, временската прогноза, времето ќе ви биде наклонето и верувам дека се ќе помине во најдобар ред со многу музика, македонска музика и драго ми е што еве вака како домаќини на еден ваков убав настан сте се одлучиле за македонски изведувачи, македонски бендови, македонска музика секоја чест. Тоа ни беше и текако многу важно да го слушнеме, бидејќи непрестано во нашата емисија и гледачите реагираат, а и сите ние сме сведоци колку дозволивме звезди, дури и пеачи кои што не се звезди, но добро да заработуваат настапувајќи по наши настани, ивенти и така натаму. Нели се сложуваш? Така, нормално. Ние решивме да ги испоштуваме нашите. Така и требит. Од Охрид. Така требит нашите. Цела Македонија најпознатите. Да, и убаво е да се слушаат помалку и таа, можам да кажам, и алтернативна музика за Охрид. Бидејќи одека сме, ево денес денот на музиката, одека сме преплавени со турбофолк, нели? За жал, не само кај вас. И сега ова ќе ни дојде како културно лето ќе ни дојде. Почеток на едно културно лето. И баш ми е кеф што е на почетокот од сезона да почнеме со убо, со тако. Со убо, со арно, заштака требит. Ете така. Виктор, многу ти благодарам што се разбуди ова утро да ни ги пренесеш сите овие интересни информации, да не поканиш. Да, јас се извинувам ако нешто од Сабајле сега. Мислев дека ќе ми се јавите навечер. Навечер ќе ти се јават други колеги. Јас, за жал, само наутро можам да ти се јавам, ама затоа па можам да изненадам и да дојдам како гостин, ако земеме плата. Обавезно. Доаѓам и јас натака, да знаеш. Обавезно со цела Алфа телевизија ве чекаме да дојдете, се подружиме, ќе бидете интересно. Музиче има, ево, време во кое што кажавме ќе се... Чувај едно од најубавите вина да го пробуваме заедно. Ти благодарам многу што ова утро... Само уште нешто за накрај, ако може да кажам? Може. Совет до сите посетители што ќе конзумираат вино, ако се одлучат да возат кола, да ја остават колата и да не возат да се со такси. Браво, Виктор. Браво. Значи ти ми читаш мисли. Јас истото сакав да го кажам на крај. Сите оние кои што ќе дојдат и ќе пробуваат и ќе пијат алкохол, задолжително да дојдат пешки, бидејќи постојат многу начини како да си одиме дома, а не да управуваме возило во таква состојба. Виктор, многу поздрав. Браво за целиот тим, за организацијата и се гледаме во Охрид. Поздрав.